Здраво, Водоли! Добре дојдовте и ајде да зирнеме што носи месец август за вас. Како и секогаш генерални толкувања, генерални пораки за сите од вас, значи едноставно не може сите исто да ги доживеете работите или сите да доживеете од ова што ќе биде кажано, затоа вие обидете се да препознаете која порака е за вас, да го најдете местото во вашиот живот и се што не ви има смисла, не е за вас, не обрнувајте внимание. Пред да започнеме, кратка информација околу неделните пораки. Тие може да ги најдете на Facebook, на нашата Facebook страница Gold Tarot MK. И таму ќе ги најдете како постови, не се тоа видеа, постови со по една-две кратки пораки, меѓутоа главни, важни, основни нешта што ќе ви обележат неделата, се постираат по недела обично и се за неделата која предстои. Значи сите што сакате, што ве интересира, Gold Tarot MK, Facebook и уживајте. Ајде да видиме што носи август. Мислам дека август ќе биде еден многу убав месец за вас. Не само што мислам, туку и така и ќе биде, вие и тоа го пречувствувате и го знаете. Да, кај еден дел од вас Водолите ќе се случува нешто, значи сега ова може да биде апсолутно на било кое поле од животот, апсолутно, може би е во љубовта тоа што ќе го зборува, може би е во домот, во семејството, во вашиот личен приватен живот, во кариерата, апсолутно насекаде, може да ја најде примената, јас ќе споменам како метафора, вие толкувајте. Значи се случило нешто, може би вие сте биле на некаква забава, веселба. Ако не сте биле, ова ќе го доживеете многу скоро. Сте биле на таква и таму сте се запознале со некаква личност, со некој човек. Значи може да е човек, меѓутоа може да е ситуација во која сте се нашле. И сега таа ситуација, тоа е една многу различна ситуација од оние во која сте навикнати да бидете, или човек многу различен од она која вие сте навикнати да бидете обкружени. И ова некако длабоко сега ќе ве погоди, ќе направи, ќе изврши врз вас еден страшно голем импакт. Ова е нешто многу големо, многу различно и нешто што многу ќе ви го одземе вниманието. Ќе буквално вие почнувате сега ден по ден, полека, секој ден помалку и тоа доаѓа до една големина која буквално не можете да престанете да мислите на ситуацијата или човекот кој сте го сретнали. Сега за некој може би ќе биде бик. За некој ќе биде јарец. А ако не е тоа ще некој страшно моќен човек, некој успешен човек, некој богат човек. Ако е човек, ако е ситуација, тоа е некоја голема ситуација која се поврзува со моќ, со можности. Меѓутоа, ова од што е големо и што досега за вас е непознато, вас апсолутно ќе ве обземе, ќе бидете обземени. Буквално, значи 24/7 мислите на ова. Не можете да го извадите од ум, почнувате да стварате некаква нераскинлива врска со нештово. Од умот не можете да го извадите. И почнувате сега и да си замислувате како би било кога би било вака, што би било кога би било вака. Се поврзувате со интуицијата, почнувате да размислувајќи постојано нова, почнувате да барате начини да си докажете и покажете себе си дека ова е тоа за кое треба да се борите и да влезете во нешто едноставно.
И да, ќе мислите дека ова, ќе мислите, така ќе изгледа за сега, дека ова е нешто кое буквално може да ве врати во живот. Значи, кажав, дали во љубовта, дали во кариерата, дали домот. Ова ќе мислите дека може да ве врати во живот и размислувајќи на можностите, опциите, а сепак обседнати буквално до оваа енергија, ќе почнете да размислувате во насока како да направите сега вие нешто, некаков чекор околу ова, кон ова. И може би на некоја следна средба, може би ќе има повторна средба, или може би па повторно на некоја веселба, или повторно нешто треба да се случи, и на таа средба вие ќе одлучите да направите чекор. Меѓутоа, ова е чекор во непознатото. Ова е чекор кој досега вие не сте го направиле, не бисте ни помислиле да го направите. И чувствувате малку незрело, може би, затоа што е сепак чекор е во непознатото. Не ве плаши, меѓутоа свесни сте дека не е доволно добро размислено, не е едноставно сте се препуштиле на забавата, на добрите чувства, на потребата да влезете во нешто и друго не ве интересира. Да, во август ќе доживеете прекрасни моменти во врска со ова, ќе се случат многу убави моменти, ќе се чувствувате фантастично, ќе се чувствувате буквално на врвот на вашата емотивна состојба. Ќе заборавите на грижите, на самотијата, на проблемите, ќе заборавите тоа како да не постои. Во овие моменти ќе заборавите апсолутно на својот живот досегашен, како да сте влегнале во некој нов. А енергијата која доаѓа од страна, од личноста, од човекот или од ситуацијата во која сте влегла е буквално магична и е голема енергија. Страшно моќна енергија, затоа ве совладува. Овде вака едноставно не може да се остане имун, овде едноставно не може да се одолее на искушенијата и на предизвиците. Токму затоа вака се чувствувате, зашто ова енергија која преубава, која е моќна, силна, не може да остави рамнодушен. И тоа се ќе биде така, се додека не дојде моментот како привршува, може би е само некоја забава, може би некоја патување, може би некоја ситуација која почнува и треба да заврши секако. И сега веќе вие почнувате да се соземате, да се трезните на некој начин и почнувате да ги мерите опциите. И нешто во вас ќе се случи, нешто се случува во вас, може би поттикнато од вашите стравови и од вашето премногу размислување, че премногу размислувате на детали и тоа премногу размислување ќе ве одврати од нешто, затоа што јас гледам дека на крајот вие сакате да ја напуштите оваа ситуација. Не наеднаш, не експлозивно, меѓутоа полека сакате да излезете сега од ова. Не знам, може се работи за нешто на кои не сте навикнати, едноставно не знаете како да продолжите со ова, не сте навикнати на ваков живот, на вакви нешта и сега барате, на крајот пак барате сега на оправдувања и ситуации во кои ќе си оправдате постапката како да излезете од ова. Меѓутоа, како и да е, ниту додека трае, ниту откако ќе заврши, но овде нема ништо лошо за вас. Овде има преубави чувства, преубави ситуации, преубави можности. Ќе имате едноставно и да заврши, и да излезете од ова, она што ќе остане се прекрасни спомени и емоции. Еден друг дел од вас пак, за сите останати кои не се пронаѓате во ова досега, за сите другите, за вас пораката е баланс. Значи, апсолутен баланс. Што значи тоа? Тоа значи дека вие или
тежнеете, се стремите кон баланс во некаква ситуација од вашиот живот, или пак ќе го постигнете совршениот баланс. Во што и да сте моментално, што и да ве обзема, во што и да ви е внесена енергијата. Нешто се случува за вие, некој од вас може би и преку битка под наводници, биткава е метафора, преку нешто се обидувате да постигнете баланс и ќе бидете многу мокни овој период. Август месец е месец каде што вие можете да направите буквално се што сакате, моќта е во вас, силата е во вас и одлуките што ќе ги донесете и чекорите кои ќе ги направите се правите, се вистинските, се потребните. Верувајте си на себе многу, затоа што во август месец ќе бидете многу мокни и способни. Некои од вас дури ќе успеат да се ослободат од некој товар, од некој недостаток, од некој проблем голем, ќе се ослободат од некаква самотија, од некакво отфрлање. Нешто се случува, нешто доаѓа, некаква понуда, некаква е понуда, ова реално нешто што може да се опипа, или пак нешто кое вас многу ви е потребно и кое ќе ви отвори сега врата и за многу нови можности. Ова сега вас ќе ве доведе во ситуација да можете дури и да избирате. Не е само една и тоа е тоа, па вие мора да прифатите. Не, овде се многу можности. Која и да изберете, ќе биде вистинската, ќе биде правилната. А ќе ја изберете на вистина правилната, затоа што ја знам дека гледам овде дека ќе се чувствувате пресрекни, како што кажав и на почеток, на врвот на вашата емотивна состојба, ќе се чувствувате дека конечно ви се исполниле желбите. И повторно, баланс и само баланс, успевате да избалансирате некоја ситуација, успевате себе си да се избалансирате, успевате се што е конфузно, се што е потешко, се што е во дисбалансите, ќе кажам, се ќе успеете да избалансирате и тоа совршено. Совршен еквилибриум постигате овој месец и ќе застанете цврсто над проблемите, ќе застанете цврсто над искушенијата. Еве, ова карта го представува буквално ова што го зборувам. Може да видите проблемите, искушенијата, се она што досега се случувало, веќе е завршено, веќе е остварено, стои цврсто на тоа, стои цврсто на врвот и спремен за нови предизвици. Ова сте вие ќе бидете овој месец и буквално ќе бидете на врвот на вашата способност и моќ овој месец. Искористете го, август навистина е предобар месец за вас. Се надевам дека ќе го искористите. Драги водолеи, тоа е за сега. Се надевам уживавте. До следната. Чао, чао.